Добро вечер од Вашингтон. Го гледате Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Спорот во врска со името меѓу Република Македонија и Грција вчера повторно во фокусот. Сцена овој пат беше 62-то Генерално собрание на Обединетите нации. Прилог на Лилица Китановска. Иако Генералното собрание на Обединетите нации ќе трае до крајот на неделава, за Македонија практично заврши. За прв пат од примањето во членство, македонскиот председател беше во првата група говорници на првиот ден, кога излагање имаа генералниот секретар на Обединетите нации, председателот на Генералното собрание и председателот на САД. Па сепак за Македонија. А секако и за Генералното собрание ќе остане забележан моментот кога беше најавен председателот Црвенковски. Председателот на 62-то заседание на Генералното собрание, Срđan Керим, ги изговори зборовите заборавени во тие простории. Република Македонија. His Excellency Branko Crvenkovski, President of the Republic of Macedonia, to invite him to address the Assembly. Представникот на Грција, амбасадорот Џон Мурикис, веднаш ја крена палката за приговор, откако беше сослушен. Председателот Керим одговори дека од таа позиција негова должност е да го заштити достоинството на секоја држава и го повика господинот Црвенковски на говорницата. Но тоа не беше крај на драмата. Откако Црвенковски го прочита подготвениот говор, заврши со зборовите. На крајот, пред ова собрание, сакам да нагласам дека името на мојата земја е и секогаш ќе биде Република Македонија. The name of my country is Republic of Macedonia and will be Republic of Macedonia. Thank you. Чувствувајќи дека топката сега е на нивни терен, членовите на грчката делегација на брзина по излагањето на Црвенковски свика пресконференција. Амбасадорот Мурикис на малата група новинари, кои се одзваа на повикот, лично се потруди секој од нив, меѓу кои вашиот известувач, да ги забележи острите зборови на протест. Председателот Срđan Керим ја злоупотреби позицијата за промовирање национални интереси. Амбасадорот отиде дотаму да тврди дека е сигурен оти господинот Керим постапил по инструкција од неговата собствена влада. Ние го избравме да биде непристрасен и да постапува во согласност со неговите должности. Наместо тоа, кажа амбасадорот, тој се постави како представник на својата земја. За господата Керим и Црвенковски случајот, барем за ова заседание, е затворен. И двајцата продолжија со активностите, не навраќајќи се на инцидентот. Во меѓувреме, прашањето останува, а вечерва медијаторот Нимец на планирана средба со председателот Црвенковски се очекува да најави дека наскоро ќе излезе со нов предлог.